Обрнува ли Македонија доволно внимание кон младите и талентирани студенти? Ова е прашање на кое треба често да се дава одговор и од државните институции, но и од компаниите. Таков одговор уште пред 18 години си даде фондацијата Трајче Мукаетов, која редовно секоја година доделува 40 стипендии за студенти од фармацевскиот и медицинскиот факултет. Вчера беше доделена и еднократна парична награда од 1200 евра на првенците на генерација на двата факултета. Браво! Ке биде ли заразно ваквото делување на Живко Мукаетов, председател на фондацијата и генерален директор на Алкалоид, за и други бизнисмени и компании да се однесуваат вака општествено корисно. Помош и стимул за понатамошен развој на младите е и tekako потребно. Странците не губат време, ни ги земаат младите таленти. Мора и овде да се покаже дека се почитувани, ценети и дека во Македонија е нивната иднина. Возачите низ Скопје утрово како да почнаа да возат попитомо. Застануваат почесто на пешачки, нема толку многу пребрзи возила. Голем беше шокот од 110.000 опомени за само еден ден од МВР и новиот систем Безбеден град. Мнозинството од граѓаните со одобрување го прифаќаат електронското известување за сторениот прекршок и наведената казна за тоа. Неопходно беше нешто вакво за да се воведе ред, се најчестите реакции. Една од дилемите кои сметаат дека треба да се поправи е воведување на толеранција за измерената брзина при возењето. Преминување на две полни линии системот не ги регистрира. Таков смртно загрозувачки ризик не регистрира. А најголемо зло му е ако некој вози со 53 км на час, што може да биде статистичка грешка, реагира еден граѓанин. Го поддржувам проектот, но системот мора да има праг на толеранција барем од 5 км на час во град. Цело време ли ке гледам во брзинометарот додека возам или ке гледам и што се случува на улицата, реагира друг граѓанин. Останува да се види дали МВР ќе ги прифати овие укажувања кои впрочем се и пракса во повеќе земји во Европа. Министерот Панче Тошковски вчера најави дека ќе се разгледа можноста за известна толеранција на брзината. На синокешната седница на извршниот одбор на СДСМ на барање на председателот Венко Филипче, целото раководство колективно поднесе оставка. Од функциите се повлекоа и заменик председателката, подпредседателите, генералниот секретар, организацијските секретари, како и сите членови на извршниот одбор. Овој чекор, како што оценија од опозицијската партија, е одговорен и морален чин, со кој на раководството му отвора простор за нова сила, нова енергија и ново поглавје на СДСМ. Партијата најавува период на кадровско освежување, реорганизација и мобилизација, со вклучување на нови лица во највисоките структури. Комисијата за заштита на конкуренцијата најде постоење на картелно однесување меѓу 10 осигурителни компании во Македонија. Прекршокот се однесува за картелното здружување при осигурување од автомобилска одговорност, кое секој собственик на возило задолжително мора да го плати при регистрација на возилото. Било утврдено дека осигурителните компании во 2024 година разменувале чувствителни информации, координирале активности и во исклучително краток рок донеле идентични или меѓусебно усогласени одлуки за зголемување на делот на премијата за вршење дејност, така наречен режиски додаток. Таквото однесување представува ограничување на конкуренцијата по своја цел, односно најтешка форма на повреда согласно член 7 од Законот за заштита на конкуренцијата, соопштија од комисијата. На компаниите им се изречени глоби во вкупен износ од 17 милиони динари. ВМРО-ДПМН бара да се отвори истрага за можни злоупотреби во доделувањето на грантови во аграрниот сектор во периодот на владење на СДСМ. Според партијата, компанијата Тргопродукт, позната по брендот Мамас и во собственост на семејството Заеви, во 2022 година добила грант од 1,4 милиони евра преку ИПАРТ програмата, што тогаш представувало втор најголем доделен грант во рамки на оваа програма.
Партијата тврди дека грантот следел по, како што наведуваат, отпишување на жито вредно 800.000 евра во претходниот период. Од ВМРО ДПМН го поврзуваат тогашниот премиер Зоран Заев, министерот за здравство Венко Филипче и министерот за земјоделство Љупчо Николовски со, според нив, взаемни услуги и криминални шеми. Бараме јавното обвинителство да постапи за големиот корупцијски скандал со тендери од речиси 9 милиони евра, доделени на фирма со само двајца вработени, изјави денеска Богданка Кузеска, портпаролка на СДСМ. Таа вели дека јавно и детално пред граѓаните со факти и докази веќе ја презентирале целата корупцијска шема. Јавното обвинителство не смее да молчи, туку да делува. Крадењето на народот преку корупцијски шеми за пумпање на парите мора да запре и да следува одговорност, рече Кузеска, додавајќи дека не смее да се дозволи парите на граѓаните да завршат во џебовите на врхушката на власта. Земјоделци од Грција повторно го затворија граничниот премен Евзони, кој води кон нашата земја. Од 12 часот целосно е во прекин сообраќајот за сите возила, како за излез од Грција, така и за влез во Македонија. На грчката страна од границата, паркирани за да пречат во сообраќајот, се околу 150 трактори и други возила. Не е познато колку долго ќе трае блокадата на граничниот премен, што беше периодично затворен и вчера и завчера. Земјоделците низ цела Грција имаат поставено блокади поради незадоволство од земјоделската политика на власта. Најголеми се блокадите на неколку места на автопатот Солун-Атина, каде вклучени се над 4000 трактори. По масовните и насилни протести во Софија, бугарскиот претседател Румен Радев побара оставка од владата и нови избори. Тој оцени дека владеачката коалиција го изгубила својот легитимитет и не успеала да ги исполни очекувањата на јавноста. Председателот нагласи дека Бугарија се соочува со опасност големени тензии и дека и се потребни единство, мудрост и решителност. Инаку по големите демонстрации против буџетот за 2026 година, владата го повлече предлогот од собранието. Во Кремљ дури 5 часа траја разговорите меѓу рускиот претседател Владимир Путин и специјалниот пратеник на американскиот претседател Стив Витков, кој е придружуван од Джаред Кушнер, зетот на Доналд Трамп. Главна тема на долгиот разговор бил видоизменетиот американски мировен план за Украина. Се пренесува дека разговорот бил конструктивен и дека имало забелешки од руска страна на предлогот. За прв пат се случи директна размена на мислења. Нешто беше прифатено, нешто беше означено како неприфатливо. Ова е нормален работен процес и потрага по компромис, истакна портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков, одбивајќи да навлегува во детали. Украинскиот претседател Володимир Зеленски се плаши дека САД ќе го изгубат интересот за организирање мировен договор меѓу Украина и Русија. Тој смета дека целта на Русија е да го повлече интересот на Америка од оваа ситуација. Зеленски очекува повратни информации од американските преговарачи откако специјалните пратеници Стив Витков и Джаред Кушнер се сретнаа со рускиот лидер Владимир Путин во Москва. Од друга страна, американскиот државен секретар Марко Рубио истакнува дека главната точка на спор во преговорите за мир во Украина е територија од околу 20% од Донецката област, која моментално е под контрола на Киев и дека разговорите се сведени на дел од теренот широк 30 до 50 километри, а постои напредок во проценката за тоа што Украина би можела да го прифати како безбедносна гаранција. Поранешната висока дипломатка на Европската Унија Федерика Могерини и високиот функционер на Европската комисија Стефано Санино беа ослободени доцна синоќа по приведувањето како осомничени во истрагата за измама со европски пари. Двајцата дипломати се сомничат дека во 2021 и 2022 година се здружиле за да го насочат јавниот договор за новата дипломатска академија на Европската Унија кон Коледжот на Европа, каде што Могерини е ректор и го води проектот. Истрагата за нивните действија е во тек и двајцата кои порано силно држеа лекции на светот за борба против корупцијата ќе може дополнително да бидат повикани во полиција.
Романската влада одобри уредба која овозможува превземање на локалниот имот на компаниите кои се под санкции на Соединетите Американски држави, како што е руски Лукойл. Руската нафтена компанија во Романија има 320 бензински пумпи и управува со третата по големина рафинерија во земјата, која обезбедува околу 1/4 од романското гориво. Оваа мерка е слична на законот што минатиот месец го донесе Бугарија за да ја превземе рафинеријата Нефтохим на Лукойл. Вчера Србија одлучи да ја затвори рафинеријата во Панчево, откако не доби лиценца од САД. Венецуелскиот претседател Николас Мадуро го одобрил барањето од Вашингтон за продолжување на прифаќањето на летови за депортација од САД, изјави вчера венецуелскиот министер за транспорт Рамон Целестино Веласкес. Овој потек доаѓа во услови на драматично зголемување на тензиите меѓу двете земји. Во текот на викендот, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека воздушниот простор на Венецуела треба да се смета за затворен, а Каракас одговори велејќи дека Вашингтон еднострано одлучил да ги запре тамошните летови за депортација на мигранти. Според венецуелските власти, од март до сега со 75 лета се вратени околу 14.000 мигранти, а со последниот лет од пред неколку дена биле вратени 136 мигранти.